Чудувани, добро вечер. Вечерва доктор Емил Нијами ќе ни говори за Валентина Терешкова, првата жена во космосот, од нејзиниот роден ден, кој што е на 6 март. Велете, доктор Нијами. Благодарам. Благодарам што сте вечерва со нас. Поводот е 6 март, кога Валентина Терешкова ќе го прослави својот 85-ти роден ден. Јас се особено чест и горд да зборувам со оваа жена, со оглед на тоа што во 2019 година имав можност и лично да се запознаам со неа во нејзиниот роден Јарославец, каде што таа беше гостинка на еден симпозиум. И тогаш навистина ми остави голем впечаток. Значи, 2019-та, тоа е пред 3 години, кога таа имаше 82 години и одеше како млада девојка, чекореше со бржи чекори, се гледаше дека е многу бодра и навистина ведра. Апсолутно со чиста мисла зборуваше. На крајот имавме можност лично да поразговараме со неа. И искрено да ви кажам, во тој момент, бидејќи бев страшно фасциниран, дури заборавив да направам една фотографија на засеќавање. Направив додека таа беше на сцената, меѓутоа кога лично се запознавме, кога поспорувавме, не се ни сетив да направам фотографија, затоа што ми значеше многу самото запознавање, самото зборување со неа. Па да почнеме поред. Јас би сакал најпрво да погледнеме едно видео за Валентина Терешкова, кое што Роскосмос го направи по повод нејзиниот 80-ти роден ден. Значи, ова е едно видео од пред 5 години, кое што е посветено на нејзиниот прв лет во космосот. Я счастлива, что мне, простой советской девушке, выпала большая честь совершить полет в космос. Показания приборов без изменения. Настроение бодрое. Самочувствие отличное. Я чайка, прием.
Жаль, что годы уходят, но не задумываясь, я бы полетела на Марс. Я чайка, прием. Ето и тоа се желобите од 2017 година на Терешкова да полета на Марс. Онко Валентина Терешкова, родена е на 6 март 1937 година во селото Бајшое Маслениково, недалеку од Јарославль, во едно селанско семејство кое што било по потекло од Белорусија. Незиниот татко бил тракторист, а мајка работела во текстилна фабрика. Во 1939 година таткото на Валентина, Владимир, загинал во Советско-финската војна. Во 1945 година таа се запишува по војната во средно училиште и следните 7 класови, ги завршува, следните 8 класови, 8 оделенија ги завршува во Јарославль во 1953 година, со цел да му помогне на своето семејство. Таа во 45 година како 8 годишно девојче почнала да работи во фабрика, истовремено се запишала и на вечерна школа. Од 55 година, извинете, како 18 годишно девојче почнала да работи. Од 59 година започнала да се занимава со падобранство во Јарославскиот аероклуб, при што направила 90 скока, тоа е така прилично голема бројка. Од 1955 до 1960 година Валентина вонредно завршила факултет за лесна индустрија, но истовремено работела во текстилна фабрика. Знаете, тоа се долги години по војната, кога Советскиот сојуз се враќал назад кон секојдневниот живот, било многу тешко да се преживее и практично таа оставена сама со својата мајка, морало никако да му помогне на своето семејство. Тука ако гледаме Јарославскиот комбинат за технички тканини Красни Прикоп, во кој всушност работела Терешкова. Ова е современа слика, останата е фабриката уште од царско време и до ден денес таа постои. По првите успешни летови на советските космонаути, како што знаеме, првиот лет на Јури Гагарин на 12 април, Сергеј Караљов добил идеја во космосот да се испрати жена космонаут. На почетокот на 1962 година започнала потрага по кандидатки кои што требале да имаат критериуми. Таа да биде жена падобранец, да има до 30 години, да биде висока до 170 сантиметри и да не биде потешка од 70 килограми. Вкупно се пријавиле еден голем број јадници, падобранки, и од нив биле избрани 5: Жана Јоркиња, Татјана Кузнецова, Валентина Пономарјова, Ирина Соловјова и Валентина Терешкова. Водородот космонаути Терешкова е запишана на 12 март 1962 година. Почнала да оди на обука како слушател космонаут од втор ред. На 29 ноември 1962 година таа ги положила сите испити за општокосмичка подготовка со 5, односно со одлично. Од 1 декември 1962 година таа станува космонаут од прв ред на првиот оддел. Од 16 јуни 1963 година веднаш по летот таа станала инструктор космонаут од прв ред и била на таа должност до 14 март 1966 година. И јас ќе се префрлам на едно на делови од нејзини
интервјуа во кои што ќе читаме нејзини изјави. Инаку за време на обуката таа минала тренинг на отпорност на организмот за космички лет. Тренинзите вклучувале термокамера, каде требало да биде во комбинезон за лет на температура од 70 степени Целзиусови, влажност од 30%, во сурдокамера, просторија за изолирање од звуци, каде секоја кандидатка требала да мине 10 часа. Тренинзите за престижниска состојба се одвивале на авионот МиГ-15 при исполнување на специјална фигура на виш пилотаж, односно параболично искачување. Тоа искачување, значи, во вид на парабола се крева нагоре авионот и резко се спушта надолу. Во авионот се постигнувала безтежинска состојба од 40 секунди. Секој лет имало по 3 до 4 вакви параболични искачувања и за време на секоја сеанса требало да се изврши различна задача, да се напише името и презимето, да се касне нешто да се каже, да се изјави некоја сврзана фраза. Особено внимание се посветувало на падобранството, зашто пред спуштањето космонаутот се катапултирал и се презимувал со падобран, со оглед на тоа што постоел ризик за спуштање на вода. Се тренирал и скок со падобран во море во така наречен технолошки скафандер, значи не во космички, во технолошки. И за ова Терешкова на прашањето дали сте екстремна по природа, таа вели никогаш не сум се сметала за екстремна. Секој човек си ја врши својата работа, се среќава со тешкоти и ги надминува. Во тоа време многумина сакаат да полетаат во Вселената, а успехот на Гагарин им даде на сите кураж. Тоа особено се однесува на спортистите кои се занимаваат со авиатички видови спорт. Кон крајот на 1961 година ме повикаа да поминам кај комисија. Од целата земја, од повеќе од 1009 ги избра 5. Ми предложија да испитуваме новата техника. Ми проверува апсолутно се. Физичка подготвеност, психолошка издржливост. Веќе на почетокот на 62 година започна активна подготовка. Командантот на одредот Јури Гагарин и покреси од свој шарм од нас бараше многу. На тренинзите повеќе не подготвуваа психички, одошто физички. Бевме падобранци, скокавме ноќе и преку ден на копно и во море. Но секој пат за нас беше ново искуство. Дури и чувството на безтежинска состојба. Тогаш се уште немаше специјален тренажер, хидролабораторија. Во авионот кој правеше специјални фигури се создаваа куси моменти на безтежинска состојба, за да можеме да го почувствуваме тоа, да се навикнеме. На специјалната фотелја што се врти требаше не само да седиме, туку и да се наведнуваме. Во термокомората требаше да седиме во летен комбинезон на температура од 70 степени Целзиусови. Друг предизвик беше изолацијската комора, која беше изолирана од звуци и во која испитувањата траеа по 10 часа. Најпрво било предвидено истовремен лет на 2 женски екипажи, но сепак во март 1963 година се откажале од овој план и требало се избере само една од 5 кандидатки. При изборот на Терешкова, освен успешно минатата подготовка, била земени и други фактори, политички, општествени фактори. Имено за Советскиот сојуз било мощно важно што Терешкова била припадничка на работничко семејство, додека да кажеме Пономариова и Соловјова потекнувале од службеничко семејство. Згора на тоа, таткото на Терешкова, како што кажавме, загинал во советско-финската војна, кога таа имала само 2 години. По летот Терешкова ја прашале како СССР, како Советскиот сојуз може да и се одолжи, односно да се заблагодари за подвигот кој што таа го направила, а таа побарала да се најде само местото каде што е убиен незиниот татко.
Својот лет во космосот таа го реализирала, како што рековме, на 16 јуни 1963 година на вселенскиот брод Восток 6 и истојот траел 3 дена. Истовремено на орбитата се наоѓале вселенскиот брод Восток 5 со космонаутот Валерий Биковски. Кога Терешкова била назначена за пилот на Восток 6, таа била 10 години помлада од Гордан Купер, кој што всушност е и најмладиот од првиот одред американски космонаути. Кога Терешкова заминала на својот лет, таа на своите домашни не им кажала дека ќе заминува во вселената, туку дека оди на надправа на падобранци. Фактот што Валентина заминала во космосот, тие го дознале од радио. На прашањето што ви помогна да издржите осаменоста во затворен простор, Терешкова во едно своје интервју ќе каже: никогаш не сум имала моменти на клаустрофобија. Во изолацијската комора ја тестираа психолошката состојба, работата на срцето, спроведуваа мноштво тестови, например острината на видот. На пат тогаш можеше со себе да се земе една книга. Јас со задоволство читав стихови. Некои мислат дека астронаутите во космос се оставени сами на себе и дека поради тоа страдаат од осаменост. Всушност, тој треба да исполни цела програма. Задолжително треба да се прави физкултура. Секој час се мери притисокот. Се дава крвоe превети и се исполнуваат сите задачи. Освен тоа, требаше до најмал детај да се проучи вселенскиот брод, сите уреди и прибори што се наоѓаат во него. Секој лет е искушение и секој му носеше на космонаутот нешто ново. Женската космонаутика има големи перспективи. И денес во Центарот за подготовка на космонаути, кој ние го создадовме со своји раце, се подготвуваат жени за лет во космосот. Така што вакво едно пионерско дело е многу интересно и сега ќе видиме уште неколку снимки од летот во космосот и од животот на Терешкова пред и по летањето. Значи, таа пред да полета е една обична советска девојка, а по следувањето таа станува вистинска светска супер звезда.
Ето така, значи видовме неколку снимки пред, за време на летот и по летот на Валентина Терешкова. Инаку кодното име на Терешкова за време на незините летови било Чајка, односно Галеб. И таа по стартот, односно по полетувањето, како што Гагарин кажал поехали, така и Валентина Терешкова има една своја позната фраза која гласи: "Еј небо, симнија шапката." Во смисла веќе треба да се оддаде признание. Инаку Терешкова потоа се омажила за Андријан Николаев. Нивната свадба се одржала на 3 ноември 1963 година. Меѓу гостите бил и Хрушјов, и како што можете да видите, меѓу гостите бил и Јури Гагарин. Се до разводот со Николаев во 1982 година, таа имала две презимиња, Николаева Терешкова, потоа кога се премажила со Јули Шапошкин, останала само Терешкова. Нејзиниот втор сопруг ќе почине во 1999 година. Таа има едно дете. На 8 јуни 1964 година се родила ќерката Јелена Андријановна Николаева. И тоа е еден вакав куриозитет, е така, тоа е првото дете чии мајка и татко и двајцата биле космонаути. Полетот во космосот Терешкова дипломирала на Воено-воздушната инженерска академија Жуковски, станала доктор на науки, професор, автор на повеќе од 50 на научни трудови. Таа е практично единствената жена на Земјата која сама на планетата Земја, која сама извела лет во космосот. Сите останати жени космонаути во космосот летале со екипаж. Откако Терешкова ги видела сите континенти на Земјата, од космосот, при нејзиниот лет во космосот, посакала да оди во Австралија. По многу години таа нејзина желба се остварила. Инаку интересно признание има многу за заслугите на Терешкова. Еве неколку, според неа е наречен кратер на месечината и малата планета 1671, Чајка, односно кодното име на Терешкова за време на летот. Доделена е почесна титула најголемата жена на 20 век. Според неа е наречен кеот во Евпаторија. Според неа име носат еден голем број улици во Русија, односно во Паранешен СССР. Можете да ги видите кои се тие градови. Нејзиното име го носи и училиштето во Јарославле во кое таа учела. Музејот на Терешкова, кој што се нарекува Космос, се наоѓа само на неколку километри од нејзиното родно село. Постојат засега два споменика на Терешкова во алејата на космонаутите во Москва и на местото каде што таа се презимила, односно во Бевскиот реон на Алтајскиот крај, се планира споменик да биде поставен во нејзиниот роден Јарославле. Во 1983 година е направена и спомен монета со ликот на Терешкова. Имавме можност да ја видиме на едно од видеата. Терешкова всушност е единствениот советски граѓанин чиј портрет се нашол на советска монета за време на неговиот живот, односно додека се уште е жива.
На 7 април 2011 година во Јарославле беше и отворен планетариум во чест на првата жена космонаут Терешкова. На Терешкови се посветени и огромен број поштански марки широм светот. Еве, можете да видите тука, освен руски, имаме и унгарски, имаме и германски, има и бугарски. И она што е исто така многу интересно е што постојат голем број песни за Терешкова, постојат музичарите се инспирираат од неа, и тоа не само значи во 60-тите години од минатиот век, не само во минатиот век, туку и во овој век. И еве ќе ве поканам да го погледнеме и музичкото видео кој што ќе биде последно на Public Service Broadcasting, кој што се нарекува Валентина. Видеото и песната се од пред 6 години, така што можеме и содржат исто така фактографски снимки, кои што може се гледа колку е таа актуелна до денешен ден.
Ете така, видовме дека Терешкова до денешен ден представува инспирација и за музичарите. На крајот ќе додадам само неколку факти на прашањето дали би сакале повторно да одлетате во космосот. Терешкова одговара секако, жал ми е што повеќе не сум во таа возраст. Многу сакав да одлетам на Марс. Со таа планета се занимавав долги години. Проучував се што пишува за неа. Инаку, Терешкова, морам да кажам дека била и голем пријател со Јури Гагарин, по неговата трагична смрт. Таа едноставно останува, секако дека тоа е било и за неа страшна трагедија, но со сопругата на Гагарин останува пријателка се до незината смрт, се до смртта на сопругата на Гагарин пред неколку години. Во принцип, тоа беше она што имав да ви го кажам за Терешкова. Доколку имате неколку прашања, повелете, имаме уште кратко време. Рит, веројатно нема прашања. Веројатно нема прашања. Ќе благодариме, Лидија. Еве, толку инаку, еве, уште само нешто да ќе додадам, дека по летот на Терешкова во космосот, Советскиот сојуз стана земјата во која што на голема врата рамноправноста помеѓу половите беше истакната, така што веќе беше дадено да знаење дека и во професиите не постои повеќе поделба на машка и женска работа, односно на машка и женска професија. Тоа е она што од мене, што сакам да ви го кажам вечер. Ви благодарам да присуствате. Така. Благодарам и вам. Благодарам на слушателите. Ви посакувам убава вечер и следете на Facebook страната за повеќе информации за следните предавања. Убава вечер.